За сите христијани последната недела пред Великден се нарекува Страдална седмица. За верниците оваа недела представува нешто позначено од подготовката за прослава на најголемиот христијански празник, Воскресението на Исус Христос. Светата недела е сеќавање на страдањата, страшните настани и страдањата на Исус и последната недела од неговиот живот на земјата. Затоа многумина ја нарекуваат страшна или страдална недела. Страдањата се вкорениле во црквата и народот, како израз на свесно жртвување на Исус во корист на другите. Исус ја уништил смртта, го победил гревот и го отстрнил проклетството од човечкиот род, отварајќи го патот кон небото. Во оваа недела верниците треба да се потрудат да ги простат сите меѓусебни гревови и навреди, бидејќи како што учи христијанството, ако ние им простиме на другите, Христос ќе ни прости нам. Велики понеделник го означува почетокот на седмата недела од Великиот пост. Во овие денови се засилени молитвите, бдењето и постот. Вторник и среда се посветени на споменот на последните проповеди на Исус Христос. На Велики четврток се сеќаваме на тајната вечера на Јуда кој го предаде Исус, на некои места веќе почнува боењето на јајцата. На Велики петок, на денот на мъчеништвото на Синот Божји. Црквата се сеќава на бројни настани од изнесувањето на Исус Христос пред дворот до полагањето на неговото тело во гроб. Тие што можат не јадат ништо по цел ден. Други не јадат и не пијат до 3 часот попладне. А на Велика сабота се прави колач кој е украсен со боселек и врежана буква. Се украсува и со јајца кои им се даваат на децата за Великден. Во недела го славиме Христовото воскресение. Вообичаено е на овој ден да се кршат јајца, а победникот кој ќе го скрши јајцето на противникот го добива своето јајце на подарок. Децата особено го очекуваат овој празник, а се верува дека на овој ден особено треба да се величи животот и да се радува.